Велат, здравиот човек има 1000 желби. Болниот само една да оздрави. Тој несебично се вложува себе си да ја оствари желбата на пациентите, зашто ништо не може да ја стопи надежта. Кардиологијата ја става на пиедестал. Сака да помогне со своето знаење и искуство. Добро утро, овој понеделник му посакувам на кардиологот доктор Дејан Ковачевич. Добро утро, докторе. Добро утро, поздрав до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Како е овој понеделник? Деновите, како и сите, понеделникот е најтешкиот ден, или треба да се разбудиме, да се свестиме од викендот кој што поминал и да почнеме со новиот работен ден. Специјалист по интерна медицина, кардиолог. Како се случи, докторе, медицината, кардиологијата да стане ваша животна професија? Па, на некој тамнешно минато, пишувањето беше во насочени училишта во кои што нели бевме насочени во некакви смерови, а јас бев во средно медицинско училиште каде што завршив прво средно медицинско. Понатаму патот веќе беше одреден уште на 14 години кога ќе влезете во тие води, одите понатаму. Јас кажав специјалист интернист, кардиолог. Која е разликата меѓу кардиологијата и интервентната кардиологија, паралелно со кардиохирургијата? Па се тоа нели делови од медицината кои што меѓу себе соработуваме на различни начини, се она што треба да правиме помеѓу себе, едните со другите си помагаме за здравјето на нашите пациенти. Кардиологијата е сочинета од многу делови во кои што нели дел од тоа се и интервентните кардиолози, дел сме и ние електростимулацијата и електрофизиологијата, односно проблемот кога имаат пациентите со срцевиот ритм и решавање на тие проблеми. А колегите кардиохирурги остануваат нели оној последниот дел во надежта на пациентите кога се друго ќе направиме, па ќе мора да завршат и на оперативно лекување. Со кои диагнози најчесто секојдневно се соочувате? Зашто највеќе ви се обраќаат пациентите? За жал, пациентите бараат се. Од сите диагнози почуваат, дали се тоа кардиолошки, не кардиолошки, во моментот во овие 2 години на озбилна криза пациентите бараат помош за се. Најмногу што бараат помош се најмногу тие болки кои што ги осеќаат во последниве години, дали како последица од ковидот или како последица од други реални болести што ги имаат пациентите, тоа веќе е нешто што многу во моментот многу се бара, да се објасни зошто пациентот нешто го боли. Но таа болката и таа е првата што ги тера пациентите да дојдат на прегледи, така да откривањето на типот на проблемот кој што ги има пациентот понатаму оди според тоа што се најде и одно што ќе видиме дека во моментот се случува. Она што мене ме бараат најчесто пациентите се тие две работи, нели дека пациентот има проблем, губи свест, срцето му работи споро, или пациентот многу често од една деш од чиста мира чувствува дека срцето пребрзо му работи. Така да тоа се двете, нели, тоа се две многу значајни појави кои што на пациентите ги тера да дојдат до нас, да побараат помош да објасниме што се случува. Што го прави чекорот лесен од вашата ординација, од вашиот кабинет до салата за интервенции? Што е мислата што ве води? Па, одамна почна тоа задоволство кое што го имате во себе, кое ќе помогнете на некој. Тоа е нешто што во нашата едукација, етика и она што додека работиме и додека го учиме, го добиваме од нашите професори, го добивавме и не научија дека убавината на нашата професија е да помогнеме. Значи да им се помогне на луѓето кои што имаат потреба за нешто во моментот за кое што они сами не може да одлучат како да го решат и со наша помош да доколку успееме и го решиме проблемот. Стентови, песмейкери за ритмот на срцето. Има ли лек за скршеното срце? За жал има еден технички дел во кој што во моментот освен за скршеното срце и болеста за заљубеното срце стана многу проблем. Така да двете болести на скршено срце и на заљубено среќено срце е во моментот еден дел на доста полемика во светот на кардиологијата, каде што нели и тагата и среќата доаѓа до плачење на многу хормони во вашето тело кои што некогаш може да бидат во толку големи количини да направат и штета на вашиот организам. А срцето нели како машина на сето тоа и се што мислиме дека ни од срцето прво страда. Дали тоа ќе биде заради многу тага или заради многу среќа, во моментот многу работи се измеша во светот. Докторе, како изгледа еден ваш работен ден?
Денот почнува наутро. Јас сум од оние што рано стануваат. Мојот ден почнува во 6 часот наутро. Почнува сигурно со едно утринско кафе и со дружење со домашниот миленик кој што мора да се прошета утринските часови, така да така почнува денот, кој што после тоа е од 7:30 ажуриран и активен до крајот на работното време. За жал во медицината имате слободно време, но многу често тоа не завршува кога ви е крајот на работното време. Морате да продолжите или со пациентите, или со телефоните, кои што станаа многу модерни во овие 2 години. Пациентите се што мораат да прашаат прво. Еве го доктор Ковачевич на работното место, но кој е доктор Ковачевич кога ќе го соблече белиот мантил? Тоа е како и сите други обични граѓани кои што се Каде полни батерии од напорниот ден, од набиената агенда? Да, она што главно го правам последниве веќе 5 години е движењето по градските улици пред се, движењето во слободен простор, откако ни забрањан или во затворен да бидеме простор, уште повеќе ми одговараше за желбата која што имам во последниве 5 години, тоа е движењето поред кејот, во паркот, движењето по градските улици. Ако ме прашате, Илинденска ми е една дестинација која што од почеток до крај се проаѓа и е многу убава направена улица, многу убаво релаксира. Се разбира кога нема сопреќаен метеж. Имате омилена викенд дестинација или викендите ви се ретки? Викендите за жал се многу ретки. Она што секогаш сум сакал е да кога ќе има слободно време да се искористи да се види светот. Тоа она што најмногу ме интересирало е да се прошета во некој нов град, да се види што има таму, дали е тоа дел од Македонија, дали е тоа дел од блиското, или околината наша или Европа кога ќе искористиме. Секогаш нешто убаво да се види, нешто ново е многу интересно. Имате време да се дружите со пријателите, каква музика сакате да слушате? Дружбата е обврска. Животот не може да го поминете сами, тоа никако не е нешто практично. Дружбата со луѓето е секогаш благопријатна, ви помага да се одморите, да се опуштите и да ги смените мислите за она што ова наше секојдневие во моментот не го прави. А животот уште од кога знам за себе поврзан со музика, музиката од моето време, на 80-тите години кога бев во младоста, е таа што цело време ме води. За секоја музика ја слушам, немам некој специфичен избор, но секогаш таа носталгија на евергините 80-тите се први во таа листа на слушање. Оние кои го познаваат доктор Ковачевич велат дека е и одличен познавач на вината, на професионалните и приватните дружби, секогаш вам ви оставаат да одберете добро вино. Добро, сега со годините, како старееме, виното станува погубаво за нас, не знам дали е така, ама за виното сигурно дека некои вина како што ќе остареат, стануваат се поинтересни и поинтересни. Оно што го имаме сега, живееме во едно подлогие каде што има многу сонце, каде што има многу песковита земја, каде што лозата расте убаво и тоа е нешто што имаме едноставно среќа да можеме да гаиме убаво грози. Сега, она со годините што стига во моментот, почна да се појавуваат и многу винари, како мали, големи, кои што почна да прават многу интересни вина со грозето кој што го имаме кај нас. И виното кое што е еден стил на живење, можеби на некои други земји, Франција, како главна таа земја за тоа виното, се пренесува кај нас, почнува кај нас многу да се јавува таа приказна на виното, бидејќи се во животот е приказна, така да и виното е една приказна во вашиот живот. На кои предизвици ќе се насочите во наредниот период? Она што во моментот е главно нешто треба да направиме, тоа потомството да искочи на правиот пат, фамилијата да се одржи во еден контекст и децата наши да стигнат до некое нивно идно време, во кое што ние се бориме како што нашите родители за нас се бореле, така сега ние се бориме за нив. Докторе, посакувам многу успех. Благодарам што ова утро бевте гостин на Македонија на утро. Благодарам.